Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Па Македонија, добро утро и добре дојдовте во уште едно ново издание на Звук што се гледа. Добро ви утро од телевизиското студио на Радио 2. Точно е, веќе дојде 7 часот и 30 минути. 7:30, точно. Точно, 7:30, идеално време да се разбудиме, да се насмевнеме, иако вчера беше денот на насмевката. Добре, ама се договоривме дека ќе вежбаме и дека од денес повеќе ќе се смееме. Сега не знам колку е возможно да повеќе се смеам јас од тоа што се смеам, ама ќе се опитам. И така, идеално да си го започнеме новиот, прекрасен, сончев и топол ден. Навистина е надвор прекрасно. Така, сонцето веќе силно грее, градот е буден, барем такво чувство добив додека доаѓав кон работното место. Јас имам една друга сонце во твоите руси коси. Иако немаме руси коси помеѓу мене и тебе, грее сонце сепак. Има песни за сонцето и косите. Тука сме да ви донесеме позитивна енергија, одлично расположение за добар старт на денот. Навистина ќе се обидеме тоа да го направиме. Без разлика дали уживате во првото утринско кафе Чекај. Ајде. Тоа е тоа. Или сте дома, се пробивате можеби низ градскиот метеж. Не знам која е ситуацијата ваша моментална, а сакаме да знаеме, тоа го правите на социјалните мрежи. Едноставно сакаме да ви посакаме добро утро. Се дружиме заедно на фреквенциите на Радио 2 и секако на македонската телевизија во рамките на утринската програма Македонија наутро. Се дружиме и на Facebook, одиме во живо на нашата фан страна Радио 2 МРТ. Добра мисла, добра енергија. Така нека ни започне овој ден. Добро утро и добре ни дојдовте во второто издание за ова јунска работна недела. Баш така го гледаме сонцето, иако сонце тука немаме, прозор немаме. Денес очекувам вистинска летна идила, многу сонце, убав и топол ден. Кон крајот на денот можеби, се очекува и врнежи од дожд, се уште не знаеме, заради тоа што постојано се менува температурата и она кое што не очекува. И сега, ќе врне или нема да врне? Па не знам, ќе видиме до крајот на денот. Ќе видиме, да. Ама вие понесете си чадор за секој случај. Колку степени денеска не очекуваат? Денес најавени 31 во главниот град. Па добро, подносливи ќе бидат овие 30 степени Целзиусови, се уште не сме кон 40-ката, но само ако климата во кола ви работи на најако, ако веќе возите кон вашите работни места, имајте на ум дека асфалтот полека се загрева, иако е рано. Така. Кога сме на тема клима, ние сме во шок. Колегата Ненад пред малку ни кажа дека клима не користи воопшто. Да. Дури и во кола кога патува со семејството. Бев тим клима затоа што не се функционира без клима едноставно. Зошто да ми е жешко кога може да ми е пријатно? Ке го поканиме на гости во тие наши 5 брзи минути со прашања да ни одговори на некои наши недоразбирања. Во меѓувреме да погледнеме и што се случува низ Скопје во однос на сообраќајот. Главни градски сообраќајници во моментов немаме некои големи застои. Мала гужва имаме на вообичаените тесни грла и крстосници. Во моментов гужва на источниот влез од Скопје, западниот влез Ѓорче Петров раздвижено, но нема големи гужви. Затоа бидете трпеливи, возете внимателно и останете на фреквенциите на Радио 2. Јуни, ден преубав, вторник, за разлика од вчера кога го најави како вторник, денес е вистинскиот вторник. А денеска е среда. Не. Ако вчера мене ми беше вторник. Види, ако мене ме прашаш, денес мене ми е петок, ама сега секој нели со својата мисла и со она кое што го чувствува. 16 јуни на планетава се одбележува како светски ден на морските желки. Но добро е што не се прашуваме за деновите, сакав да кажам. Да, жива среќа и за времето и за деновите што не се прашуваме. Море немаме, знаете дека немаме, но желки имаме, особено околу Преспанското езеро, па ако утрово
веќе ве фати гужва пред некој семафор, сетете се на желките. Никаде не брзаат, а сепак си се дома. Да. Денеска 16 јуни, освен светскиот ден на морските желки, се одбележува и како меѓународен ден на водопадите. Ние ги имаме нашите спектакуларни водопади, смоларските, колешинските водопади и тука е фасцинантниот Дувските водопади во Ростуше, не знам дали си ги посетила, јас прв пат бев таму 2017 година. Тоа се убавени од кои што буквално застанува здивот. Но тука, Зорица, доаѓа до израз нашиот класичен македонски парадокс. Нашиот фокус за време на викенд се плажите во Грција, наместо да уживаме во нашите природни убавини. Ќе се согласиш, гледаш гужви на граници, да, не знам гледам, како е утрово. Апсолутно не знам, но ќе дзирнеме. Од друга страна пак некако на пат кон море не ни пречат ниту патарини, ниту гужви, ништо не ни пречи, само не води мислата дека да, кога тогаш за едно 6 часа од застанувањето на граница ќе стасаме на море, ама затоа патувањето да речеме до Колешин или до Дув ни се гледа како експедиција на Хималаите. Имаме во Македонија убавени за извоз и тоа може да го посведочат сите оние кои што се влюбени во природата и убавината и кои што знаат и да шетаат и можеби да возат велосипед низ Македонија, ама изгледа ни е полесно таа убавина да ја гледаме само на слики. Па, да. На некого. А сега време е за првото музичко освежување ова утро, додека ја очекуваме и нашата гостинка, МТВ и Радио 2, опасна комбинација. Да. Радио 2 мрата сме на Facebook и на Instagram, може да ни пишете веднаш таму, да видиме што правите утрово, а ние уживаме со Елвир и Маја и нивниот опасен дует. Што зборуваме, имам долга врска, многу си се сакаме, а баш си сладок ти и срце не ми дава јас да ти кажам не. Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Чека од овде на минута, а уште сум со тебе си ја барам белјата, што ме тера да сакам да сум твоја до крај на вечноста. Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Добро, значи мене ми фали Тебе научари ти фалат, мене ми фали бунда, да. И малку да е постудено, например, ако ништо друго. Да ги поздравиме и нашите слушатели на социјалните мрежи и на Инстаграм и на Фейсбук и секако на македонската телевизија. Да, време е за, можеби, да, така звуча опасно Елвир и Маја, а сега да, време е за најубавиот дел, според мене, тоа се срекните вести, да. А срекните вести ги отвараш ти. Јас ги отварам срекните вести со една вистинска срекна вест за сите собственици на автомобили. Од полнок добивме нови луксузни цени на бензинските пумпи, бензините поскапеа за £1,5 до 2, а дизелот чисто за адет за половина денар по литар. Затоа утринава гледајте ја позитивната страна, со новите цени секое стоење во место пред семафор сега ви вреди буквално суво злато. А во рубриката Срекни вести утринава ве опуштаме со уште една информација за цените од Јадранот. Во Црна Гора лежалка 25 евра.
А во Хрватска 7 деначи над 3700 евра. Прекрасно. Годинава нема да се мачете со коферите и чекање по граници. Со заштедените 3700 евра ќе се купите, например, 3 нови клима уреди, базен, надување, 3 палми во саксија и ќе уживате исто како да сте на Малдивите. Следната трета срекна вест за ово утро докажува дека младите во Македонија се полни со енергија и иницијатива. 18 годишен матурант од Струмичко со Мерцедес бегал од полицијата пооткако го стигнале во Богданци и решил на најдобар начин да го заврши средното образование. Се степал со полицајците. Најсрекни се родителите на матурантот. Годинава нема да трошат пари за неговиот летен одмор, од МВР веќе му обезбедиле неколку неделен пансион со дебела сенка. Супер, одлично. Останете со Радио 2. Ова е звук што се гледа, тоа беа денешните срекни вести. А ако утрово мислевте дека нема ништо полошо од поскапениот бензин кој што го слушнавте пред малку, опуштете се. Следниот прилог е посветен на тема кој што им го мати умот на сите млади парови кај нас. Дали да купат стан или да се заглават на кредит едно 30 на години или цел живот да си останат под кирија? Па јас сум и за ова второво. На Запад веќе и размислуваат 50-50. Ти си купуваат станови, некои цел живот си живеат под кирија, сакаат да си менуваат станови. На оваа тема нашиот дежурен економски експерт, колегата Тик-Так, има интересно размислување за младите брачни им двојки, особено за оние кои што се влюбени, а со празни џебови. Да го погледнеме. И конечно, причина за славење. Најновите економски анализи покажуваат дека цените на становите во главниот град продолжуваат со спектакуларен раст. И тоа само затоа што побарувачката била поголема од понудата. За нема ова не е прекрасна вест. Колку повеќе сакаме да купиме стан, толку инвеститорите не наградуваат со уште повисоки и повисоки цени по квадрат. Јас веќе смислив неколку причини кои одат во прилог на оваа прекрасна вест, а тоа се следниве. Број 1. Наместо да се затварате во 4 зида и да станете роб на сопствениот имот, пазарот на недвижности нежно ве турка кон убав заеднички живот со вашите родители, баби и дедовци. Па има ли поубаво од нешто од 3 генерации под ист покрив во 50 квадрати? Постои ли подобар начин да се сближи семејството и да се вратат назад традиционалните вредности? Број 2. Доколку успеете да соберете пари за нов стан, повеќе нема да се расправате со партнерот дали плочките во купатилото треба да бидат сиви или беж. Во станот 30 квадрати место за купатило нема. И третото. Младите двојки кои досега сонуваа за сопствен дом, радосна вест. Купувањето на сопствен дом е тотално аут. Надвор од мода, а не аут како у фудбал, бидејќи сега и на светско. Најновиот апсолутен хит на пазарот е живење под кирија. Зошто цели 30 години макотрпно да истурате пари у банка и да плаќате рата за станот 35 квадрати, кога можеш да живееш како кираџија, гордо, опуштено и доживотно. И да се надоврзаме на овој одличен прилог на Тик-Так. Живењето си има своји предности, живењето под кирија си има неколку своји предности. Секоја година можете да промените стан, да смените населба или да запознаете нови комши. Тоа што го кажав, што го набрав и нели што е највозбудливо, секој месец имате адреналинско доживување, наречено дали газдата или сопственикот на станот ќе се сети поради нели инфлација и слично да зголеми кирија за некои 50 евра, на пример. Затоа, драги пријатели, уживајте во слободата, бидете горди на својот подстанарски статус и секогаш барете позитивната страна. Банките може би имаат милиони, ама вие имате цела Македонија на располагање. Стан по стан, нека ви е на здравје. А кога сме веќе кај решавањето на стамбеното прашање во главниот град, време е за Владо Јаневски, Два Бона и Пајак и нивната заедничка верзија на химната за овој град. Морам да кажам дека вчера прв пат ја слушнав, многу ми се допадна, звучи одлично. Ова е само наше Скопје и веднаш да најавиме дека потоа во студиото имаме дамата која ќе ни помогне да ги подредиме мислите, да ги победиме утринскиот стрес и да го извлечеме максимумот од оваа недела. Ќе ти треба овој разговор за денес. Ќе ми треба, да. Време е за музика. Растем во Скопје, ова е мој град. Се слушаме од гласни сите улици. Тешко
е на старт, заедно сме овој пат. Чаши горе на здрави за нови победи. Може да бидеш се, но прво биди човек. Проблеми имаме, но ги држиме под конец. И да ме бутна доле, нека знаат кој се борел. Скопје е мој град, врт е мојот корен. Нека судат, нека зборат, полно срце чувам образ. Огнови во душа горат, одеќе ме памтат. Ова е само наше Скопје, тука ни е се. И се дори сме живи, ке го сакаме. Ова е само наше Скопје, тука ни е се. Овде се дори сме живи, ке се враќаме. Големата слика у мали детали, победи, слави, златни медали, спомени стари низ улици и згради, големо срце чукаво гради. Затварам врата, луѓето ме пратат, директно од калта, на врвот ке ме памтат, апетити растат, не гледаме назад. Овде перспективни деца растат. Нека судат, нека зборат, полно срце чувам образ. Огнови во душа горат, одеќе ме памтат. Ова е само наше Скопје, тука ни е се. И се дори сме живи, ке го сакаме. Ова е само наше Скопје, тука ни е се. Овде се дори сме живи, ке се враќаме. Ете сме назад. Повторно во студиото, овој пат не уште не ја покажувате, прво да најавам. Станува збор за една дама која што ми е ептен кејф што ни е на утринска и мислам дека не постои подобар човек со таква енергија за рано наутро. Во студиото ја пречекуваме Катерина Кате Ангеловска, некако Кате, кога ќе кажам ти си Кате. Да. Иако Катерина нели со право име тренер за личен развој, мислам дека некој не те знае по социјални мрежи, особено затоа што си доста активна, а и оние кои што не ги поминале твоите програми да дзирнат што тоа ти работиш, многу пропуштиле. Ни треба оптимизам, мене особено Вана ми рече дека денес сум била малку поспана, па токму затоа ми припадна честа и ете задоволството да ти ги поставам овие 10 прашања. Дали си подготвена? Прво добро утро. Да, добро утро, фала многу. Добро утро и многу се радувам што сум во емисија, затоа што кога го видов овој проект, кога го пуштивте, значи ја викам леле, ова е нешто одамна не сум видела вака подобро на македонската Ама знаеш сцена. како, и кога го почнавме моментот со гости, реков нема подобар утрински гостин од Кате. Дали си подготвена? Да. Многу брзо треба да одговара. Како ти почнува утрото? Со кафе, вода, со лимон или со некоја утринска медитација? Извини. Обично ми почнува со топла вода. Добро. Да, понекогаш и со лимон, ама најмногу со добра мисла. Со добра мисла, Со нема добра ништо мисла. подобро од добра мисла. Која е твојата прва мисла веќе кога зборуваме за мисли, кога ќе ги отвориш очите, велиш денес ќе го освојам светот или зошто по ги волите се легна во 2 по Денес ќе го полноќ? освојам светот и благодарна што се разбудив. Апсолутно. Често велиш дека поголемиот дел од луѓето живеат на автопилот, ова го имам слушнато, механички стануваат, механички пијат кафе, механички се нервираат. Каков е твојот краток но златен совет до нив? Убаво е, знаеш, од текот на денот да направиме, знаеш, рестарт и да се прашаме како се чувствуваме, како сум во овој миг. Значи да се запрашаме себе си како Да, затоа што ќе излеземе од рамката на автопилот, за да не бидеме постојано под она, нели, што сме се научиле да се однесуваме, да правиме нешта. Апсолутно. Кога утрото тргнува наопаку, некогаш тргнува, нели? Доцниш, ги бараш клучевите, го нема телефонот. Како да го менаџираме тој притисок? Опција А. Го прифаќаме хаосот и се смееме. Опција Б. Застануваме 10 на секунди да земеме длабоко воздух и да се ресетираме пред да излеземе од дома. Да, јас утрово се успав. Ете, директно да ни кажеш како успеа да го изменаџираш. И кога го видов часовникот, сум сгрешила 1 сат, понапред сум отишла
И викам, окей, смирено, земи 10 секунди. секунди. Да, воздух и после се насмев и на брзина се спремив, ми се отвори Знаеш, патот со прекрасно. зелени светла и ете, дојдов на Со време. добра мисла, нели јас така Да, обично барам да, паркинг. да. Си велам сега нешто за мене ќе се ослободи, секогаш се Браво, ослободува. истото го правам, браво. Која е најголемата кочница на македонскиот граѓанин денес? Опција А, стравот од неуспех и што ќе кажат другите? Или опција Б, зоната на комфорт од која ни е страв да излеземе, иако не сме среќни во неа? Предобро прашање. Што ќе кажат другите? На прво место. Да? Да. Секогаш што ќе кажат Да, другите. да. Штета, што ни е гале што ќе И кажат кога, другите? што ќе кажат другите и влегуваме во некој комфор, не сакаме нели да преземеме ризици, тоа е све поврзано. Аха. Да. Што прави Кате кога има лош ден и кога батериите и се на нулова? Тешко за верување, ама опција А се повлекува во целосна тишина и медитација, опција Б си дозволува да се исплаче. Плачеш ли? И плачам и се повлекувам во тишина. Плачам, да, плачам. Велат, некаде да се прочитав, изчистам. да, заплакнување на душата вели се солзите, браво. да, Да, така да. што ете. Што е успехот за тебе? Денес со твоите 50 години или онаа Кате кога имаше 20-30? Кога имав 20-30, повеќе бев насочена кон постигнувања, а сега на 50 години Тоа. натрешен мир. Ете. Да. Што ги држи партнерите заедно на долги патеки? Да имаат исти интереси и се да прават заедно или секој да си има своја слобода и индивидуалност? Ова многу ме интересува. Слобода. Слобода и индивидуалност? Слобода и индивидуалност. Да, љубовта е многу важна, но кога имаме слобода, ние можеме да бидеме автентични, да се изразиме целосно себе си. А што ако Такви другиот што не сме. прифаќа? Па, конфликти. Конфликти. Или ќе ги решаваме, или... Па да, апсолутно, ќе се раздвоиме. Така. Што е подобро за нашата ментална хигиена додека сме на одмор? Целослен детокс, како например исклучен телефон и така натаму, или споделување на летни моменти на социјалните мрежи? Јас сум за детокс. Да, Да? може нека има Иако тебе споделувања. ги имам видено најубавите плашчи. Да. Ама тоа веројатно од кога се враќаш. Да, обично како ќе се вратам. Браво. Инаку социјален детокс на секого ја го препорачувам, јас го правам тоа. Го правам во Каде како текот се на издржува неделата. без мобилен телефон на одмор? Па се издржува, ако не имаш нито е поврзано со работа, се издржува. Па и да е поврзано на одмор. Па да, на одмор си. И на самиот крај на дружење сакам да им се обратиш со една златна мисла на слушателите и на гледачите за убав остаток од денот. Меѓу другото ми треба и мене, денес станав како да не сум доспана. Што е оно што може да ни го разубави денот? Животот е сака. Сакај го и ти животот. Колку убава. Епа, мислам дека се согласувате дека подобра гостинка и не можевме да најдеме за рано наутро. Кате, нестандардно, многу ти фала. Ет, малце ме повлекува слушалките, ама во секој случај ми годеше преградката, ти благодарам многу за ова утро. И гледате со позитивна мисла, дури и подоцна станете, секаде ќе стасате навреме. Во продолжение кратко, слушаме музика, ако не се лажам, Тамара имаме за убаво утро. Ето му повлек. Сол ставаат на рана, секој ти наоѓа мана. Не ти личи, ти си мајка, време е за нова хајка. Секоја грешка ти ја памтат, од твојата болка пак се хранат. Ке те кренат па те газат, од секој збор скандал прават. Ти велат биди помалку своја, светот сака копија, не боја. Небитна е верзијата моја, прости што не сум идеал твоја. Сакам да бидеш тивка, мирна, никој не сака жена силна. Треба да си убава и мила на светот, но треба кукла жива. Мора иста улога да глумиш, се смееш, а во себе вриштиш. Да бидеш своја е најголем греф, не ви е доволно моето се. Ти велат биди помалку
Ета сме назад, Кукла жива на Тамара, најновата од неа, нешто кое што се коментира на голема, особено заради текстот и сите содржина кое што е во самиот текст. Не знам дали имаше можност да ја преслушаш на радио, веќе ја вртиме неколку дена. Еве на телевизија конечно нешто што мене многу ми се допаѓа. Да, Тамара, Антонија актуелни со нели последните албуми, да. згазија во позитивна смисла и само да честитаме, тоа е македонската музика. Гледам по социјални медиуми, ќе поздравиме Сара, Никола, Игор, од Инстаграм да видам дали имаме нешто на Facebook, Радио 2 МРТ се нашите фан страни. На крај само да ве подсетиме, комуницираме таму со вас. Благодарам за сите пореки утрово и чекаме фотографии и видеа како ви започнува утрото. Пратете ни уште денеска во моментов дали сте во автомобил дома, па утре да видиме нешто, да прокоментираме. Апсолутно, Може? и да ве поздравиме и да видиме како тоа ви изгледа утрото, затоа што и вие гледате како нашето утро изгледа и заедно креираме нешто прекрасно. Овде некада треба да кажеме Чао. до слушање, да. До Часовникот слушање. вели време за одјава, но ние се одјаваме само од овде. Забавата продолжува на Радио 2, но и овде на прва. Да, Тик-так и Зорка ве дружат од 8, а со мене на Радио 2 се слушате од 10 во ритамот на денот. Ненат и Ани во продолжение ве бараме токму вас. Ненат, прокоментиравме за климата. Најавите со мене на радио во 15 и денеска. Да ги останува ја сите да ве слушам во продолжение. Така е, но продолжуваме и ние со утринската на телевизија. Колеги, некако не ви се завршува денес, а? Па фино ни дојде некако и убави Убаво. гости, убави луѓе во студиото. Тешко е да си одиш. Муабетчи,